во името на станарите на Кула 24 и на станарите кои живеат на Ауто Македонија, денеска се деси еден немил инцидент. Господинот кој го има купено земјиштето, тоа е Никофон. Ние немаме ништо против он, нека си го купи, пошто и него може да прави со него што сака. Али прво треба нас непосредните соседи да не сослужат, да ги види нашите проблеми кои се. Овде на овој пат како почна да се гради кратната гража, ќе се деси, не може да влезе брза помош, не може да влезе пожарна, не може да влезе комуналец да исчисти фекалиите. Значи, станарите овде кои живеат ќе немаат слободен пристап до своите станови. Затоа ние се буниме, затоа во претходниот период господинот Андреј Жириновски ја повлече одлуката за градење. Излезе во пресед на станарите, ова викаше четврти пат ние истото го правиме. Не знам више до кого да се обратиме, пошто најверојатно повисоките инстанции му даваат дозвола за градба, која Андреј ја поништува, така да више не знам што треба да превземе и што треба да направи. Ја би имал толку. Значи во моментов инвеститорот нема дозвола за градење. Нема дозвола, повлечена му е дозволата. Значи не беше во ред тоа што Да, не беше во ред да почнува можете да снимате, поставени се да ги тргнеме ние колите, си има процедура како треба, нека се запази процедурата. Кога ќе се запази процедурата и ние, ако е донесено во ред, ние ќе се помириме со судбината. Значи Јас ќе има револта, ама тоа е тоа. Значи, на крај крајава, ако ја добие таа дозвола за градење, вие ќе немате што да направите и ќе мора да го оставите. Не само пак ќе се буниме затоа што ние пак овде колите ги наредиме. По една не ќе може ни камион да влезе, не ќе може ништо. Значи пак ќе има инциденти. Едно од најосновните права на човекот е за слободно движење. Ние не можеме да си влеземе во своите домови, не може брза помош, што ви кажав, да влезе, не може ватрогасно да влезе, не може ништо да влезе. Значи ние сме фактички живееме во центар, а ќе бидеме исклучени од центар. Тоа е тоа.